туку во цела Европа. За оваа година проектиравме раст од 2%, со обзир на сите околности што ги имаме. Ако успееме да го реализираме, јас ќе бидам задоволен, затоа што повторно тоа ќе биде еден од подобрите резултати, имајќи ги во обзир проекциите што ги имаат и другите држави во Европа и проблемите со кои што сите се соочуваат, а се заради тоа што светот го зафати најголемата економска криза во последните 80 години, која што започна во Соединените Американски држави, брзо се пресели во Европа и на останатите континенти. За време на овој период исто така не застанавме и во делот на земјоделието. Колку и некои да мислеа дека светската економска криза ќе не натера да ја намалиме поддршката на македонското земјоделие, ние во таа светска економска криза не само што не го намаливме износот со кој што се дава како субвенција на земјоделците, туку и го зголемивме. Во минатата година успеавме да ги реализираме планираните 70 милиони евра во буџетот за субвенции за разни работи, значи од тутун до пченица до сите оние производи кои што јавно ги објавуваме дека се субвенционираат под правилата кои што се јавно објавени. За веќе оваа година да успееме и да го реализираме она што претходно го бевме ветиле во нашата програма, а тоа е дека таа поддршка ќе нарасне на 100 милиони евра поддршка за македонското земјоделие како директна субвенција за земјоделците. Реализиравме субвенција во тутунот од околу 45 денари по килограм. Веќе оваа година субвенцијата ќе изнесува рекордни до сега во историјата на Македонија 60 денари по 1 килограм тутун. Исти вакви зголемувања во субвенциите има и во други култури, за кои што секојдневно има јавно информирање, јавни дебати, објавени се податоците, така да нема да одам од едно на друго. Во меѓувреме исто така ги продолживме и многуте реформи што ги правиме по катастрот, за да се упрости работењето на катастрот од гледна точка на граѓаните и да стане побрз, поефикасен, потранспарентен, и ние сме практично отидени многу напред во тој дел. Се надеваме дека до крајот на оваа година во целост ќе го имплементираме така наречениот електронски катастар, за да може многу работи да се прават и од дома или само од кај нотар. Значи да се отиде кај нотар со договор, некој купил нешто, оди со договорот кај нотар, нотарот го внесува во компјутер и автоматски се евидентира во катастар. Тоа планираме да го завршиме до крајот на оваа година. Тоа ќе значи дека нема да има потреба многу од граѓаните воопшто да одат во катастрот, и катастрот ќе има многу малку странки. Значи многу малку граѓани кои што ќе одат, затоа што ќе биде доволно да се отиде кај нотар, да се заврши нотарската работа и по автоматизам ќе се завршува и работата поврзана со катастрот. Значи тоа е последната фаза која што работиме оваа година, откако најпрви го намаливме силно теретот, во смисла имавме 22.000 предмети натрупани кога дојдовме на власт нерешени. При тоа доаѓаа постојано нови. Да сега дојдеме во ситуација да немаме повеќе од 2200 предмети, што е за 10 пати намалување, а ја верувам дека и ова што сега го има, оваа залиха на предмети, кој што е 10 пати помала, дека до крајот на годината значително исто така ќе биде намалена. Ние ќе продолжиме секојдневно со сите напори да бараме начин и излез и да бараме решение да го надминеме овој проблем. Да ги надминеме блокадите, да ги нормализираме односите. Но не можеме тоа да го правиме по секоја цена како што сакаат некои други. Драги пријатели, тука би завршил. Би дал можност уште некои од моите колеги да се вклучат. Јас накратко ќе пробам да ги презентирам проектите на владата на Република Македонија што значат за општина Радовиш. Пред се тука ќе се концентрирам на проектот што го спомна и председателот за регионални и за локални патишта. И покрај економската криза ние продолживме со инвестиции во инфраструктурата. Конкретно во делот на локалните патишта, заедно со градоначалникот, определивме 4 локални патишта, кои исто така беа потврдени од местните заедници,
И овие локални патишта најкасно ќе почнат да се градат во месец мај и бидејќи малиот обем или должината на патиштата ќе завршат до крајот на оваа година или најкасно до март наредната година. Значи овие локални патишта се веќе влезени и одобрени од Светската банка. Тоа е патот Оровица до селото Калаузија. Потоа имаме две многу битни населени места кои што јас лично ги посетувам и кои ги поврзуваме со магистралниот пат Струмица-Радовиш. Тоа е поврзувањето на Покрајчево и поврзувањето на Јаргулица. Тоа е многу значаен проект бидејќи има директен пристап на населените места до овој магистрален пат кој во моментов се гради и според динамиката и подпишаниот договор истиот треба да заврши до крајот на оваа година, но исто така продолжуваме со проектирање за да има дополнителни траки на овој пат бидејќи бројот на сообраќај ќе се зголеми, како што растат градовите, но исто така како што ги поврзуваме населените места на овој магистрален пат, планирано уште по 2 ленти да има на овој пат и ќе биде како еден мини автопат поврзување помеѓу Струмица и Радовиш, но тоа е втора фаза што ќе се реализира во наредниот период. Од аспект на регионалните патишта, тука ќе се реализира регионалниот пат Радовиш-Конче-Лубница, кој во должина 23 км. Овој патен правец, согласно динамиката, ќе се реализира од средствата на Европската банка и треба да отпочне најкасно во месец септември. Значи, овие се проекти кои се директно владата ги реализира во соработка со меѓународни институции за општината Радовиш, за подобрување на инфраструктурата, но исто така и за подобрување на квалитетот на животот. Уште еден проект што го започнавме со реализација оваа година се задолживме со кредит од 50 милиони евра за подобрување на водоснабдителните системи во населените места. Бидејќи, како што посетувавме голем број на населени места, ни презентираа два главни проблеми. Тоа е патиштата, значи локалните патишта и водоснабдителните системи. Значи Радовиш негде ќе добие приближно околу половина милион евра, проекти кои од денес заедно со населените места, со местните заедници, градоначалникот треба да определи кои ќе бидат неговите приоритети и очекуваме негде од месец септември, па се во текот на 2011 година, нешто ќе остане за 2012 година, треба да се реализираат овие проекти и согласно нашите проценки 95% од населените места во Република Македонија треба да имаат питка вода за пиење, бидејќи се уште во Република Македонија има населени места кои имаат проблем со водоснабдувањето. Благодарам, господине председателе. Јас користам прилика да од сите граѓани на општина Радовиш и од моје лично име да ве лично вас поздравам, да ја поздравам владата на Република Македонија, да ги поздравам сите представници од сите министерства, директори, државни секретари и сите граѓани на општина Радовиш. Да се заблагодарам за вашето одвоено време да дојдете да се сретнете со граѓаните од општина Радовиш, а во исто време да се заблагодарам за сите оние проекти кои што се реализираат во нашиот град благодарение на поддршката од сите вас. Исто така, сакам да се извинам од името на министерот за образование, со кој што бевме во Злеово и оваа вечер имаме решавање на уште еден проблем со образованието, а тоа е отпочнување на доизградба на една училишна зграда која што беше започната пред 15 години, но беше оставена таква каква што е. Значи, од оваа вечер имаме решение за таа зграда и очекувам да отпочнеме 2010 година, а 2011 година да биде изградена. Благодарност до владата на Република Македонија, и на сите юристи кои што го поддржуваат. Ве поздравувам сите, уште еднаш благодарам.